Православните христијански верници в недела ќе го прослават најголемиот празник Великден, денот кога Исус Христос ја докажал својата божествена мок и воскреснал од мртвите. Со радост и смиреност македонците засилено се подготвуваат да ја прослават победата на животот над смртта. Некои започнаа да набавуваат намирници за великденската трпеза, а трети пак се одлучија да прошетаат низ бутиците за да се подноват со нова гардероба за Великден, која се верува дека е символ на новиот живот и воскреснувањето на Исус. Традицијата за облекување на нова облека за овој празник потекнува одамна, бидејќи се верува дека на Великден треба да се отфрли тешката темна зимска облека и да се облече нова светла како карактеристика на времето што доаѓа. Некаде дури се верува дека оној што на Великден ќе облече едно или повеќе парчиња нова облека, за себе си осигурил среќа во тековната година. Во некои места за Великден, освен новата облека, има обичај да се купуваат и нови обувки. Во една книга пишува, се сметало дека е навредливо и дека носи лоша среќа ако скандинавската божица на пролетта Естра се пречекува во стара облека. Истражувавме колку граѓаните почитуваат оваа традиција. Низ повеќе бутици од градот, позади камерата на телевизија Мега вела дека посетеноста и потрошувачката пред великденските празници е зголемена и додаваа дека секој колку што може да си дозволи толку и ќе потроши. Инаку великденската традиција од минатото налагаше нова облека или најмалку нови обувки за Великден, но дали ќе купите или не, тоа не е најважно. Треба да се запомне дека ова се најубавите денови поминати заедно со вашите најблиски.